Во следните неколку минути јас знам дека ќе го задржиме вашето внимание затоа што имаме навистина прекрасна тема. Мисијата на СОС детското село е да градат семејства за деца во ризик, да им помага да оформат својата иднина и да учествуваат во развојот на нивните заедници. За ова, но и многу повеќе. Ова утро ќе разговараме со Александра Спасевска, лице за корпоративни донации и спонзорства. Добро утро, Спасевска, и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Имаме многу за говорење, затоа ќе почнеме со ред. Вчера децата добија донација, велосипеди и кациги. Да, вчера ни беше многу интересен и забавен ден во СОС детското село. Компанијата Окта ни дојде на гости и ги израдуваа децата со донација од 20 велосипеди. Она што морам да го споменам што ни беше дополнително многу интересно е тоа што из оваа донација излегува од рамките на една обична донација. Значи станува збор за 20 велосипеди кои дел од вработените од Окта сами ги составиле на тимбилдинг изминатиот викенд. Значи ги купиле велосипедите во делови, направиле една интересна активност, ги составиле и ни ги донеса во селото, спакувани во кутии со рачни пораки и цртежи кои даваат навистина дополнителна вредност, многу поголема од самата материјална вредност на таа донација. Верувам дека е огромна потребата од донации од компаниите, верувам дека истите многу ви помагаат. Секогаш. Ние сме хуманитарна организација која функционира примарно благодарение на донации, спонзорства и поддршка од многу партнери од корпоративниот сектор, меѓутоа и индивидуалци, и странски донации, и домашни, така да не ни е таа поддршка, ние навистина немаме како да функционираме. Сега, и годинава ги имате и новогодишните честитки. Ајде да кажеме нешто повеќе околу нив, односно да се потсетиме, верувам дека веќе сите знаат за што станува збор. Па да, традицијата на СОС детско село со предавање на новогодишни честитки е всушност е стара колку што и функционира нашата организација во Македонија. Секоја година, значи во текот на ноември и на декември, ја спроведуваме оваа новогодишна кампања за продажба на новогодишни честитки и сите собрани средства преку оваа кампања ги користиме наменски за покривање на потребите на сите наши програми. Имаше уште една интересна донаторска акција, IT for Charity. Кои беа очекувањата и како се одвиваше истата? Акцијата морам да кажам дека помина одлично, ги надмина сите наши очекувања, иако организаторите има многу самодоверба и високи очекувања дека ќе биде многу успешна акција и беше. Го инволвира речиси целиот IT сектор во Македонија, сите направија донации директно на нашата жиросметка, а целата активност е заокружија со една забава во средата вечер во клубот Иксо на градскиот плоштад, каде што исто така се одвиваше, имаше донаторски елемент. Поставивме наши каси кукички и сите донира, имаше одличен одзив, имаше одлична забава, така да помина навистина одлично. Во најавата кажав дека СОС детското село градат семејства за децата во ризик. Хајде да кажеме како изгледа еден ден во СОС детското село. Како изгледа еден ден во детското село? Никогаш ист издодевен, морам да кажам. Работата ни е многу динамична, многу интересна. Секој ден се соочуваме со многу интересни моменти, но и многу предизвици. Меѓутоа, функционираме 15 години, посветени искрено и длабоко на мисијата да овозможиме топол дом и грижа на секој дете. Без разлика дали станува збор за децата и младите, без родители и родителска грижа, или оние деца кои што живеат во семејства кои што се во високи социјални ризици, па во поново време она што и ни го донесоа последните немили случувања во светот, значи ние сме вклучени со интервентна поддршка за децата и семејствата бегалци кои што транзитираат низ нашата земја, а секако и со оние кои што се погодени од природни катастрофи. Која е возраста на децата кои што се во СОС детското село? Оние кои што се во населбата Ченто, во програмата за поддршка на деца и семејства, најмалото ни е од прилика меѓу 2 и 3 години, таму остануваат од прилика до 14-15 годишна возраст. Во моментов се 56 во 12 куќи, за нив се грижат 12 СОС мајки и неколку СОС брачни парови. Така да тоа е тоа во моментов. Сега, говориме за тоа, за хуманите акции, хуманите луѓе. Што вам ви говори искуството? Колку македонците се хумани, колку сака да помогнат? Кога станува збор за децата, секогаш секој треба да подаде рака.
и подаваат. И морам да кажам дека навистина многу не радува, затоа што како минуваат годините, одзивот на граѓаните и на корпоративниот сектор и на јавноста е се поголем и поголем и подобар, што нас навистина многу ни значи, како што веќе споменав, за да можеме да работиме успешно и да пружиме и грижа и поддршка на што е можно повеќе деца. На почетокот, моите почетоци во СОС детско село пред некои 8 години, можам да кажам дека организацијата и се уште не беше доволно препознаена во јавноста и не дочекуваа со една скепса, можеби како невладина организација, па каде навистина одат средствата кои што се донираат. Вечното прашање. Да, вечното прашање. Меѓутоа ние навистина посветено работиме на тоа овие 10 години и можам да кажам дека дојдовме до момент кога луѓето кога ќе чујате СОС детско село, веќе добро знаат кои сме и што работиме, и ја градиме значи комуникација, односи и доверба со нашите донатори. Сме максимално транспарентни во наменското трошење на средствата, така што можам да кажам дека одим се подобро и подобро. Видовме од фотографите, може ќе ги побараме уште еднаш од режија повторно да ги видиме истите. Дечињата на вистина има прекрасен ден вчера, се израдуваа многу, верувам дека така со сите оние донации кои што пристигнуваат. Па да, голем дел од донациите се директно наменети за нив во вид на најразлични подароци или курсеви и хобија на кои што тие можат да одат да ги надградуваат своите таленти. Така да секогаш ги радува, особено сега во ноември и декември, пред новогодишните празници. Ние сме домаќини речиси секој ден на многу донатори и пријатели кои што сакаат да не посетат, да им донесат новогодишни пакетчиња на децата, така да овој е интересен период. И да не звучи како клише, ама навистина детската насмевка и радост, мислам тоа е тоа за кое што ние работиме. Во овој период од годината кога треба да сме со семејството, токму вие, СОС детското село е семејство на овие деца во ризик. Па да, ние сме големо семејство. Морам да споменам и вработените, затоа што најголемиот дел од нас е во организацијата повеќе од 10 години. Многу добро се познаваме, морам да кажам дека многу добро функционираме, затоа што тоа е единствениот начин на кој што можеме да функционираме. Работата ни е многу динамична и ако не постои добра комуникација и меѓусебна доверба, нема да може да одат работите напред. Спасовска, за крајот овој разговор, која е она порака која сакате да ја пренесете? Пораката која што сакаме да пренесеме, да луѓето да продолжат да бидат хумани, да не забораваат, да секогаш бидат спремни да ни помогнат, да се сакаат. Значи, таа е љубовта и грижата и топлината на семејството е она што сакаме да го направиме за сите наши, да речем, корисници и деца, меѓутоа и порака која што сакам сите да ја носат и да не ја забораваат. Не само во овие новогодишни празници, кога тоа е примерно, дели на што не текнуваме, меѓутоа секогаш. Буквално во текот на целата година. Во текот на целата секој година, ден. да. Ќе ви се заблагодарам на крајот од овој разговор за одвоеното време и само уште еднаш ќе потсетам до нашите гледачи да се потрудат да ги најдат овие новогодишни честитки, затоа што собраните средства се наменети токму за децата од СОС детското село, за оние деца во ризик. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам многу на поканата. Одиме понатаму, правиме кратка пауза, веднаш потоа и останатите содржини.